кога само идеше во етер. Игнорираја мама, кој знае што ќе стане гледачите сега. Не некам да знам. Ама како и да е, мама е тука за подршка, именно ќе говориме за тоа како одекна македонската химна токму за овој World Championship или светското првенство во танц во Љубљана, и тоа го говориме со мајката и со ќерката, секако со Ања и со Кате, која што исто така долги години ни е пријател утринската на Телма, и тоа се велиме сега зад камери дека ако нешто гради мостови во оваа наша земја и ги одржува така баш да не бидат само кристални, туку да бидат не само во нашата земја, и тие мостови да идат многу далеко. Тоа дефинитивно ќе биде категорија танц. Така е. Ние утрово го упативме аплаузот. Ања, те поздравуваме. Многу ни е драго што утрово си заедно со нас. Огромен успех постигнавте. Прво, добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам. И ти благодарам и што прифати поканата, заради тоа што имавте набиена агенда изминативе денови. И успеавте еве да ни бидете денес тука во студио заедно со мама зад камери и да раскажеме навистина за огромниот успех, заради тоа што навистина кога е танцот во прашање, она што и Марко го потенцираше пред малку, навистина ние сме познати изминативе години дека сме успешни на тоа поле и секогаш сме биле некаде помеѓу првите 5-10, но овој пат со 58 танчери во една 8-минутна авторска кореографија подпишана од токму од тебе, го освоивте светот. Честитки за огромниот успех и ајде да ни раскажеш што се случуваше во Љубљана, за какво првенство стануваше збор. Пред се ви благодарам на убавите зборови. Љубљана беше едно преубаво искуство. Во право сме, танцот во Македонија зима ептен многу залет во последно време. Иако сме така мала држава, Македонија беше баш конкурентна во Љубљана, искрено не имаше, не сметат за конкуренција, апсолутно се плашат од Македонија, не сме непостоечка држава. Во топ 3, топ 2 беа македонски точки, тоа мислам дека кажува самото по себе. Чест ми е да кажам дека првата точка бевме ние. 58 македонски танчери, не можев да бидам погорда, тоа чувство е приближно да неописливо. Направив некако 58 нови генерации деца да се вратат дома горди. Прекрасно. Не само тие и нивните семејства, тоа е огромна бројка. Гледаме снимки и всушност целата кореографија и музичка подлога беше на You Against You. Има некоја метафора зошто или конкретна скриена порака што баш конкретно ја одбравте оваа трака? Па сигурно. You Against You е насловот на точката, се игра на други песни, се игра на песната Светот на бајките, македонската песна Светот на бајките. Цела точка може да ја погледнеме во декември, во национално превелет. Но се игра на Светот на бајките и на англиска песна High Hopes и има гласови од трите главни ликови, јас, Мија и Евгенија. Мија е 7 годишно дете, Евгенија е 12 годишно девојче, веќе тинејџер, и јас како возрастна личност. И некако се покажуваат три различни генерации во животот и како до еден сон низ тие генерации. Најлесно кажано. You Against You како наслов е дојден чисто поради тоа што јас кога станав тренер, сватив дека сите прашања кои што некогаш ме мачеле, успевам да ги одговорам самата со себе и некако на крајот денот на вистина си самиот против самиот себе. На крајот ние сме си најдобри пријатели и непријатели. Точно во исто време. Ања, споменавме 58 танчери и сега ова што ги спомена тие три ликови меѓу кои ти, како спомена 12 години и 7. И 7 години. Муабетот ми е дека во тие 58 танчери возрастната граница е од 8 до 20 на години. Тоа се различни генерации и веројатно не е едноставно со секој да знаеш да умееш да се разбереш, а особено тие да ги искоординираш на сцена да играат исто или онака како што ти си замислила, нели, твојата кореографија. Колку време се подготвувавте, колку ти беше тежок процесот или едноставно кога имате деца кои што љубов име танцот, веројатно се оди многу погладко, полесно. Да, таа генерацијска разлика е дефинитивно тешка, не можам да кажам дека е лесно. Но кога ја размислив идејата за оваа точка, некако не ми дојде на памет дали ќе ми биде тешко да работам со некоја генерацијска разлика. Едноставно знаев дека сакаме да ја реализираме сите заедно приказната, да дојде на сцена.
И се беше многу природно. Децата едва и чекаат да дојдат на тренинг, децата едва и чекаат да изиграат, едва и чекаат да ја покажат на некоја нова личност. Тоа беше наменски направено за првенството? Да, беше наменски направено за првенството. Сепак станува збор за години уназад работење, но последните 2,5 месеци, некаде од средина на август, имавме интензивни подготовки. За мене во просек, не знам, да речеме минимум 5 часа дневно, некогаш сигурно 8, некогаш 10. Цело работно време Цело и работно повеќе, време. и прекувремено. Да. Но тоа е љубовта. Кореографијата кон танцот. знаат да кажат дека е најуниверзалниот јазик и дека секоја техника изведена на сцена значи некаква и лична емоција. Како генерално посетителите, странците во овој случај во Љубљана реагираа на македонската емоција во изведба на повеќе од 50 танчери на сцена? Да, баш интересно. Имаше многу родители од танчерите, од самите деца во публика и импресиите од нив знам дека се прекрасни. Прво било многу емотивно, бидејќи некако, иако е на некој начин мојата приказна, мислам дека секој човек може да се пронајде во таа приказна. Да, сите ние имаме соништа, сите ние целиме кон нешто и точно тоа им го зборував на децата пред да настапиме, дека не знам, некој 7 годишно дете можеби нема да ја разбере поентата вистинска, животна, но многу од децата, например, сакам да си ја купам оваа играчка на 12 години. И некако сите деца имаа причина за што да настапат, имаа причина за емоција за која што ја настапира. Да, нешто што движи. И мислам дека го пренесоа тоа и дури од публиката, иако е македонска песна, нели во Љубљана, првата песна е македонска, ми рекоа не се осети дека не ја разбираме, некако се беше доловено идеално. Универзален јазик, ништо повеќе. Може ли колеги да реже ова баш со знамињето да го погледнеме, што не така горделиво никако звучи? Со глас? Со глас, ако има простор. Колку прекрасно звучи. Има нешто горделиво кога ќе се погледа нели македонското знаме. Па и толку многу луѓе, значи фасцинантно. Интересно е кога ќе погледнеме вакви снимки, сваќаме дека единствено нешто што сплотува и прегрнува било какви диверзитети е уметноста и културата. Точно. Нели? Да. Ања, верувам дека долго време сте ја подготвувале кореографијата, но колку мама имаше удел во сето тоа, колку претпоставам беше најголем критичар, дали нешто е на прав пат или треба да се поправи, да се вметне или едноставно те остави да бидеш Ања во улога на кореограф? Искрено обично е, ама некако овој пат сите ми верува. Можеби затоа и успеа. Овој пат сите ми беа поддршка, нормално ми даваа сугестии, слушав, послушна сум од тој аспект, ама некако ми веруваа на точката, ми веруваа на идејата и најверојатно затоа и успеа. Некако ме оставија самата да ми тече мислата и да размислам сама. Не можам да кажам дека некој убедливо многу ми се вмеша. Сите ме поддржаа во идејата и сите ми веруваа и најверојатно затоа. И затоа стигнете до таму, каде се Да. стигнете. Ќе отвори ли нови врати овој голем успех, ова злато на светското првенство? Сигурно. Лично за мене секое ново искуство до сега во странство отворило многу повеќе врати. Верувам дека и ова сега е се уште тазе, но овој пат мислам дека ќе им отвори нови врати и на сите тие танчери, не само на мене, и за тоа сум најгорда. Исто така и на студиото, на Еурека, бидејќи сите тие деца една недела во Љубљана, рече се една недела, разменуваа искуства, разменуваа контакти, се запознаваа со нови личности, имаат пријатели од Словенија, од можеби од целиот свет и верувам дека ќе дознаеме, но сигурно ќе отвори нови искуства. Ќе се сложиме дека можеби оваа победа во Љубљана испраќа силна порака. Јас воопшто не сакам да го користам терминот мала географска земја, али ајде да речеме ако направиме некаква компарација дека можеме да испратиме силна порака дека оваа земја служи како голема инспирација, дека и можеби по обем помали во остатокот од светот сепак можеме да бидеме на триумфот и на пиедесталот. Дефинитивно се сложувам, да. Прв пат се осетив како да апсолутно сме конкурентни. Македонското знаме постоеше таму. Не сум се осетила до сега така. Прво имаше, да не излажам, околу повеќе од 150, 120 можеби, македонски представници.
сигурно повеќе од 150 ствари, сигурно повеќе од 150. И македонското знаме, не знам, едноставно бевме скоро присутни. насекаде било. Насекаде бевме, точно, да. Каде да се свртиш македонското сонце. Само погледнете ги овие видео приказни кои што ги имаат споделено и секако Еурека, мислам сериозно е за честитки Аполос. Сега Ања, она што пред малку го спомена и ти, ова целосна кореографија ќе имаат можност гледачите да ја доживеат во живо кога? Што се подготвува? Се подготвува нова инклузивна танцова представа на Еурека во Национална опера и балет на 1 и 2 декември. Таму ќе може да се погледне целото парче. Прекрасно. Целата 8-минутна кореографија, но предпоставувам пропратени и со останати работи за кои што Ката ќе ни раскаже во следниот период. Да, но убаво е што Еурека танцовото студио не престанува со работа. Дали ова ќе биде завршниот проект до крајот на годината со оглед на тоа што е веќе тоа почеток на декември или пак ќе има уште нешто? Дека не. Се плашам дека не. Искрено Еурека има многу бурна година и многу бурна агенда, баш исполнета агенда. Не ни е последната активност. Може би ни е една од омилените активности, ја спремаме баш со срце, ама не ни е последната активност. Имаме некои надпревари после тоа. Не знам дали има, може би ќе заврши годината, но нашата сезона нема да заврши. Не завршува, да. Имаме некое поголемо европско можеби првенство или некое друго регионално кое што може да го најавиме за кој што се подготвувате? На повидок па и не, во блиска иднина не. Имаме некои овде на Балканот надпревари оваа година. Близу Балканот, можеби следниот мај-јуни веќе почнува новата сезона, да. И еве некаде пред крајот, со оглед на тоа што споменавме дека на вистина има огромна експанзија на танцот во Македонија, што ќе им советуваш на младите деца и момци и девојки, така? Иако мислам дека девојките доминираат, но и момците треба да танцуваат, така? Да. Зошто е добро да се танцува? Па танцот е прво ќе ги советувам да танцуваат. Тоа е, со една реченица е тоа. Танцот е на граница помеѓу уметноста и спорта, и според мене и двете, можеби повеќе уметност, но јас секогаш на моите ученици им викам, никој не танцува кога е тажен. Сите танцуваат на најсрегните моменти од нивниот живот и сметам дека апсолутно носи само позитивна енергија. Прво музиката, сите се стрекни на музика. Едноставно сметам дека носи само позитивна енергија во животот и мислам дека сите треба да пробаат. Макар и по дома. Гледајките вака и слушајките, сваќам дека крвта не е вода. Круша под круша паѓа, тоа е дефинитивно. И по говори, по гестикулација, апсолутно мислам дека и особено кога се негува вака наследно, можеби и кореографијата, и музиката, и танцот. Ти благодарам. Ања, фала ти многу. Само успеси, не се сомневаме во тоа, а се гледаме со некоја следна средба за инклузивната представа на 1 и 2 декември да дадеме малку повеќе детали. Благодарам.